Јас сегде пушам, сите што ме знаат само со цигара ме гледат, така да нема да видат нешто ново. Се давам, се гушам, астма имам, бронхитис и пак сум со цигарата в раце, што не треба да сум, Ама ете си. ама ете сум. И стигнавме сега до последното емисивче. Морам само да напоменам дека ми се смачи да бидам културен во сите емисии, да не можам ни да куросам, ни да пичкосам, ни да цицкосам, ништо. То не се ти. То не сум јас. Јас сигурно сам се пичкасал. Да, значи не можам да издржам, ако ми дојди ке речам, така да препорачвам, не мора да гледат деца. Или што би рекол Мими да го поставиме прашањето. Како беше прашањето? Дали може да се пушат цигари, да се куросва, да се пичкосва на интернет? Дали можат да се пушат цигари, да се куросва, да се пичкосва на интернет? Еве, ако мислите дека може или дека не може, пишете во коментари зошто може или зошто не може. Оти ние досега се местевме 2 сати за да почнеме да снимаме. Излезе вакво проблемче, излезе такво проблемче. Абе, со технологија со опрема никош не си начисто до лич. Поготово ние што се мачиме. Да, нашето е крпено. Ние се мачиме затоа што сме ограничени со опрема и кубуриме што велиме. Да. Ама мислам дека Не се среди полека. едно убаво експериментално сезониче излезе. Да. Излезе, се забавувавме покрај се овие работи проблеми, сега ќе ги заборајме тие како што ќе врви времето. Испивме многу швепство, морам да го напоменам и мислам дека веќе после тој период од Јадовме многу чофтина. Чофтина јадовме. Титаниците што беа тука. Да. Ако да се манаме еден флешбек зук во глата, какви се онака ликчина ми се појавуваат, главчина, фаци, луѓе, Да, легенди, Муабети. муабети, се. да, имаше интересни работи и она што јас го сватив после првата сезона беше кумбе што најубавите емисии со најубата содржина, ајде да се изразам, Ајде, се најмалце гледани, господине Кумба. Ти зошто сметаш дека тие се најмалце гледани? Абе, народот сака да се опушти. Што е по-спонтано, Не, по-лабаво? не е за спонтано лабаво. Збораме за што се гледа денес и што Што се гледа, луѓето сака да те буричнат во приватниот живот. Фер. Доволно беше се што одевме на шоу досега, Америка се што прави представува како шоу Да. и то веќе се издегустира, помина и сега луѓето сакат да видат малце реалити шоу, во смисла на зошто еден куп народ ги гледа оние, не знам, фарма, задруга, како и да се викат. Аман, тие што пропагират тие жити? Ништо не пропагираат. Сакам да ти кажам, народот што го интересира да гледа. А мене ако правиш глупости по Драми, ама мислиш дека тоа е пак шоу, ама ти шута мислиш дека штампа го интересира. ете така, ама тие таму пак ти играт лик. Тие го прават шоуто. Луѓето што се внатре во тие емисии, ти мислиш дека ги гледаш приватно какви се. Не се тие приватно такви, ама народот сака да гледа приватност, и се ти кога ќе го излажеш, ова е приватно, се ќе гледаме. Да, ама знаеш како мене што ме љути, ајде така да се изразам, ме љути што еве на пример, ајде ќе го земам Иле Косат или Билето ќе ја земам или не знам. Иле Косата беше многу убава емисија. Затоа што Иле Косата како лик, како човек има многу што да кажи Точно, за тие постари времиња како било и шо било и како се живеело и како се забавувало. Што денес тоа не може никој да го дознае од новите генерации, ме разбираш? И тоа мене на пример ме фасцинира. Ме фасцинират луѓе на пример и како Кико, Христијан Аџиовски. Што јас лично од после таа епизода почнав и пробвам уште да пишам во чатој на кирилица. Се заинтересирав, може некој ден да направиме некој видео за правопис, не знам, за интересни клипчина можеме да снимаме за селата, за градоите на Македонија. Како некој просветлување. Треба, бонтон исто треба. Многу луѓе не знаат веќе бонтон. Точно. За новите генерации веќе да не
Јас уште 5-6 години да е постар човек од мене, а да не го познавам, прво со вие му се обраќам. Да. И гледам денешните деца, влегва в продавница и без разлика што продавачката е може и постара од мајка му се обраќа со ти. Ама јас сум и сведок па обратно, на дечина што се обраќаат со вие, мене ми се обраќаат со вие. Ама има, не велам нема, нормално свака час на исклучоци, ама збораме глобално се изместија многу работи. Многу се изместија работи. Не се и тие криви, нема кој да му кажи бонтон и така натаму. Порано барем едно емисивче, едно на звон на нешто ќе Звон видевме. гледавме ние. Ајде денес Сега таква тие емисија. работи фалат, многу фалат. Понуди му денес емисија. Бонтон во театар, бонтон Нема гледа на никој. изложба. Да, нема, ама не ги интересира брато. Еве имавме пред 2-3 години, не знам Мими дали се сеќаваш кога ни беше изложбата Звуко на Битола. Дојдоја ликој, ко видоја дека нема коктел, онака агресивно ја напуштија салата, дека што изложба ова, нема вино да се напиеме и да касниме нешто и си ојдоја. Значи, Тие бомбони, така, такви луѓе, не знам, Епа тие се луѓе постојат. што после ќе велат дека не се дешава ништо, дека нема ништо, Да. а таа изложба беше одлична. Таа беше одлична, јас бев со звук. Таа беше скроз мултимедијално нешто да земиш Поразлично слушалки, ми е, да слушаш, да уживаш во звукот, да ја гледаш сликати со некој, да ти мљацка со некој ќофтенце или да вино да пие, вино да знаеш? пие. Не слушаш сликата. Беше многу интересна изложбата, јас прв пат доживев такво нешто, ја гледаш сликата и можеш да се визуализираш во главата по музиката и да се потсетиш на некои Почнува да ти се работи. движи. Да. Точно. Така да, таквите работи и ние што сакаме, еве, јас и ти нели правиме муавет, сакаме да промовираме, сакаме да помагаме човечки вредности да се кажуват во емисијата. За жал тоа не врви, со кој да правиме муавет, правевме нели со други што се занимаваат со оваа работа и истото го велат, вели. Да. Вика мора да земиш некој да е како се експлицитно да, нешто да. да има исто беше и со представите. На представите ако не се спомнеше Курпичка, пак ќе се извинам, Курпичка нешто, Да. после ќе ти рече, абе знаеш, не беше толку смешна представата, а ти си се Види се, ти не можеш да се поделиш за публиката. Секогаш ќе има една културна публика што ќе ти вели подобри сте кои сте покултурни и секогаш ќе има публика што ќе ти рече, брат, ти че не опцуивте, не беше интересно, што не опцуивте вие. И така натаму. И различни наше која публика ќе ја фатиме. Па дете, јас тоа го велам цело време дека и да имам 100 и да имам 1000 гледачи, јас сакам за тие 100 или 1000 гледачи нештото да го правам, затоа што и добивам и многу позитивни коментари од луѓе што не ги познавам. Точно, точно. И од луѓе што не сум ги видел 100 години, тоа ми е мене многу мило што Или од луѓе што ги познавам, а што не сум очекувал дека ќе ја гледат, дека би ја гледале. би ја гледале што емисијата. и тоа е Да, супер. И денес времето е такво, со време сите се пократки, не може да седни еден сад, знам дека е тоа истото и јас не би можел да го правам на секој да гледам, ама се гледа. Ама вашите две емисии, твојата и на Мими, како ликои познати што си кажавте за приватниот живот, доста работи што ги немавте споделено, беа најгледани. Па да, емисиите. ете, дојдовме до муабето што го зборавме дека Да. сепак сакат малце да видат приватно. Имаше, да, имаше емисии кај што не беа гледани толку, ама имавме многу коментари. Точно. Пример. Таква, например, беше со Никол Четалевски. Николче. Никол Четалевски имаше добри позитивни коментари затоа што многу луѓе се пронајдоа како гастарбајтери во странство. Да. И со неговата приказна се соживеа и многу луѓе. И луѓе што сега се преснодени, што имат проблеми со документи, со се, бирократија и така натаму, што го гледаш, сепак има некој позитивни информации што се извлекват од позитивни поуки од емисиите. Да. Сепак е нештото што бевме сложни на почетокот дека ќе го споделуваме со публиката. Тоа е да испромовираме луѓе, вредности и така натаму. И тоа значи не можеме ни да пичкосваме ни да куросваме. Не, можеме, тоа зависи до гостиното и секогаш можеш да имаш различен гостин. Да, можеш да имаш и веројатно следната сезона, која ќе очекуваме негде од крај на септември да почни. Ќе имаме, иначе да не јавиме дека ќе имаме емисија секоја недела, нема да биде на 2 недели како досега, ќе се запниме малце поиќе. Бараме спонзори, ќе бараме поактивно спонзори, ни требаат средства за да изваиме нешто поквалитетно и Да. за луѓето и за нас, па и за спонзорите. И се надевам ќе биде уште поопуштено, ова бирото ќе нема овде. Да, бараме
спонзор салон за мебел. Еве, да ви кажам отворено. Некој фотеличе Ми нешто треба тука. 2 фотели, евентуално да го смениме каучето, ако не најдеме ќе си го оставиме. Каучето и ќе има секакви, ќе има и поексплицитни гости, мислам. Зошто да не? Да, ќе има со други теми и мислам дека ќе правиме и тематски емисии. Тематски емисии мислам дека многу поќе може да Тематски функционират со канење на пример, не знам, па и на двајца гости, емисии. Да. кај што ќе имат различни мислења по секако, тука сме ние, јас и ти немам исти мислења за се. За многу работи, да, нема мисли. Ќе биде интересно, дебатната емисија е многу по, како да кажам, Апилинг, попривлечна. попривлечна, плюс луѓето ќе сакат да се надоврзат во коментари, такви емисии функционираат и како лайв. Да. Дали би снимале политички дебати? Политички дебати, дуле да, со Да. политика го биваш. Јас сигурно. сакам да снимам политичка дебата, ајде да не биде дебата, еве може да најавам дека имам желба кога ќе ги извадат партите кандидатите за градоначалници. Сакам да ги викнам. Студиото не ни дозволува да правиме дебати, сите да бидат присутни, ама еден по еден ќе бидат поканети. Се надевам. Не знам дека дали ќе- се сакат толку наблиску ќе треба да седат на каучот. Не, ќе ја средиме работата, сакам да ги Види, викнам. и двете да- најголеми парти на каучо, ако се појави трета опција на табурет. На табуретче, да. И тоа ќе го правиме, ама ќе го правиме веројатно многу помалце. Јас не ќам емисијата да добие политичка конотација, чисто сакам да дојдат кандидатите и да ни ги презентират програмите. Јас со моите проблеми секојдневни, не мои, туку на граѓаните, секојдневни проблеми, да видиме дали тие проблеми ќе бидат влезени во програма, нема бидат влезени или такви некои работи. Тоа ќе го правиме ми еве да ти одговорам и тебе, а и на нашата публика. Ама сепак не ќам да дозволам да не правиме емисии од типот на со Христијан Аџиовски, со Билето Чурлевска, Маневска, спортот да го поддржиме Да, повторно, да. значи цело време тука беше Ален. Ален ни беше гостин заедно со Илчо, кој што ден денес го поддржваме и со нашиот медиумски простор и сите тие работи, така да ќе видиме. Интересна беше со Алексеј и со Ана емисијата доста. Да. Сеќа, таму ми направивте едно изненадување. Да. Кој ми го договори изненадувањето. А Шо- поќе души бевме вмешани да дојди Снежа во емисија. Значи Беше седам јас забавно. тука нешто со Ана и со Алексеј и Јоцо седеше во позадина и наеднаш станува со телефонот, а јас вријам во мене, ама се преправам дека тоа нема врска. И отвора вратата, добро насред снимање, кај оди човек, шо бара да излези насред снимање. И ја така добре ме влегбе, кога ќе цирка снеже цирка таму, добро, олавај преко шо е работата. Скрос ми изненадивте тогаш, не знам Да. дека ми спремате такво нешто. Па види се и Јоцо, фала му многу, фала брат. За машината што ни ја направи за лаги. детекторот за лаги. Па тестиравме на катето. Катето, да, на катето тестиравме и ја убедивме дека е вистински. Така, успеавме да му изглумиме на глумица. И баш и таа емисија ми беше многу јака, затоа што ја видов и стварно искреноста на катето. Да, И да. за тие незгодни прашања, стварно, ако не си чесен, то ќе ти издај фацата одма. Џабе е машината, е лажна. Фацата ќе ти издај. Па исто беше и со Ана и со Алексеј. Да. Ја имавме машината, така? Точно. Имавме еден вирален рил од таа емисија исто со Алексеј, кај што го праша, Дали прдна на Евровизија. дали имаш продна да дори скокаше на сцена. Јако беше. Ама пак ќе речам, не знам, кој излезе друг, чекај. Да, го имавме градоначалникот. Сега градоначалникот кој викнавме, пак не го викнавме за политички да правиме тука да, во Овет. да. Поиќе беше за Беше Општо за градот. за функцијата интерес. градоначалник и тие некои теми што ги одбравме. Него не го прашав дали прдна на сцена. Така да ќе Ама беше супер исто и таа емисија, многу сватив за градот, како функционира, колку сложена единка еден град. Да, ние си направивме муавети зад Да. камерите со градоначалникот тогаш да ги разбериме некои работи како одат, шо одат. Знаеш како се носиш во ситуација са и политички ако донесиш некој
се носиш во ситуација кај што може да навлечиш многу хейт. Да, Може да те етикетират. Ке речат овај со овие, овај со оние, не знам. Точно, точно. Ние едноставно не сме ни со овие, ни со оние, едноставно. Абе види се, луѓето што и да направиш, колку и да се трудиш да си совршен, секогаш некој ќе хејта, секогаш на некој нешто нема да му чини и секогаш некој некако ќе те етикетира. Точно, да. И сега твое колку ти ќе потпаднеш под тие провокации, етикети и така натаму, брат. Па мислам дека досега ние сме имале негативни коментари не ради емисиите, ради отини рилоите што ги снимавме досега. Еден излезе така по, ајде да го наречам експлицитен да го наречам, па таква турба навреди на Facebook, чајче, неа. А? Кажи го кој е Рилот со Градинката. Со градинката кај што смеаси градинката. кумбата, Добро са. полуголи кумбата кај што после тој рил не може 2 недели на секс да мислам. Затоа што ми беше траума. Ама тој рил на Facebook направи попара затоа што Да. и милион Милион направи. Оти Facebook е искрено тажна социјална мрежа, најтажните се таму. Најтажните, најстарите што Да, не ги да. капират работите. Ние сме таму. И ние сме таму. И ние Јас сме таму. Ве кажувам дека нема да бидам поиќе таму. Брчиме со дуле страната, се што објавувам ќе ја префрлам на помело. Мене Фејсбукот ми беше исклучен мими 3 години. Тоа беше најдобрата моја одлука во животот што имав направено, затоа што ништо негативно не допираше до мене. И заради емисијата тогаш почнав да го... Дали сега допират тие негативни критики, пораки или не знам што до тебе? Не баш, не допират баш, ама се чудам на речникот на луѓето. Па гледаш, На речникот на луѓето се чудам какви гнасни зборови употребват за да те навредат. па тука идиме до муаветот, каков е менталитетот на луѓето тука? Да, бе, не е само тука. Не треба да се чудат зашто толку млади заминуваат од државата, брат. Заминува буквално критичната маса, оние што стварно не можат да се помират со тоа кога ќе видат дека таа си не знам како да ги наречам, Славица, Мица. Цица и што пишат коментари дека тие утре други ден одлучуваат за државата, тие гласат, тие од неа чекаш ти печат да ти да идат Абе, да со се удри за интернетот- во општина негде или не знам каде и неубо звучи, грубо звучи, ама таа генерација треба да се истреби, да ја снема за светот да стане едно понормално место за живење. Знаеш кога... Пошто кога се тие сите огорчени од светот во кој живееле, а кој веќе го нема. Да, ама види, ти убо кажа, критичната маса ја нема. Ја нема. Знаеш зашто ја нема? Затоа што сите имат пристап до интернет. Значи имат пристап до интернет и писмени, и неписмени, и здрави, и болни, Да. и психолошки проблеми, и не знам какви. И сите тие ги има на интернет, дават свое мислење на начин каков што го дават. Точно, точно. Продали бил тој прост, со навреди, со пцуења, со не знам со што. И критичната маса се губи во нештото едноставно. Разбираш? Таа што треба да е критична Да, маса. да. И си луѓето ќе речат, па шо, јас сега ќе се расправам со Мица и со Ванчо овде на Facebook, ај курац таму ќе го фати, ќе го исклучи Facebook. Точно, И знаеш колку луѓе млади има што ги нема по социјалните мрежи? Што е тоа добра работа. Тоа е прекрасно, Дуле. Тоа е добра работа. Тоа е прекрасно. Колку и ние да го правиме ова на социјалните мрежи и за нив, јас секогаш ќе му речам браво на секој оној што не користи социјални Да, мрежи. тоа е убава работа, брат. Абе рајат си од умо. Ете, YouTube не е социјална мрежа, пак е некоја си алатка интернет, ама познавам еден куп пријатели што нема Instagram, нема Messenger, нема TikTok, такви работи, ако сака на YouTube ќе си напише нешто, ќе гледа. Да. Без мими И така му функционира се. Ти YouTube си маваш, subscribe што ти е, тоа што те интересира ти е во subscribe и ти нема телевизија, ти не гледаш така? И си одбираш од сака. Јас долич телевизијата исклучив уште кога почна короната и тогаш се испозатвори, не избркаја сите од работи, од се што работевме, онака преку ноќ прекина, почна да не функционира. Затворија граници, затворија театри, затворија се. Јас 2-3 дена претходно бев Амстердам, само што се вратив и локдаун се деси. И остануваш дома, посебно јас сам, дома Ти сам. сам со телевизорот. На Такви здравје. брат глупости се сервираја, такви Да. теории на заговор и од едната страна и од другата. И од тоа дека
5G ке ни вбризгат со вакцините и така натаму. И од другата страна дека готово ќе ти направи некој, ќе умреш од короната и сето тоа. Тешки паранои од двете страни. Како? Уки ти направи. Уки ти направи ќе умреш, да. Знаеш, и реков јас, ова прво зошто го плаќаме? Човек прво размисли финансиски. Сега ми се викам 600 денари плаќам за кабловска и то за не знам, пример, не знам, викаме са 48, 64 канали, 99 канали, небитно. А ти ги Јас ти не можеш да ги свртиш тие 99 канали прво. Зошто ти се? А плаќаш пример да имаш плюс или некако. Прво викам јас зошто давам 10 евра месецо за нешто што го пуштам само, знаеш, македонците пуштаме да ни збора нешто дома, да ни брчи. Да, дури правиш нешто да. Да. И ако гледаш Макфест. Или ако гледаш Макфест. И реков, нема брат, нема, се што гледам на YouTube, немам потреба. YouTube, Netflix, HBO, што сакаш, купи си исто е. Да. 10 евра е брат, колку што е кабловската, ама ќе гледаш тоа што сакаш. Макфест дека го спомна, јас на Макфест цели 5 години без телевизија, Макфест ќе дојдам кај тебе ќе гледам ако сакаш. Знаеш зашто го зафатив Макфест? Таму ја видов Лара, пеачката ова Ивановска се презива, не знам дали беше така. И толку ми се менди со чупчето и во пеењето. И Јуба е нормално, симпатична е. Поздрав до Лара, ќе ни биде гостинка в година, ви гарантирам. Ќе најдиме начин, ќе ја донесиме. И само тогаш мислам Макфест така го имав изгледано и мислам дека не е лоша манифестацијата во секој случај. Може е некоја шанса за овие младите да излезат и да се од таму излегоа многу. И како беше ми на М2 шоу, и од таму излегоа многу пеачи. Да, М2. Елена Ристевска од М2 ми се чини. Од сите, кога и да се направи шоу, ќе излези Еламбе, ќе излези Елена, ќе излези... Кај Еламбе, бе? Еде напел, ајде Еламбе, кај си ти? Се бараме, се пустиме, треба ни дојш во емисија. Ќе дојде. Втора сезона има да дојш во емисија. Знам и кај живееш, да знаеш. Само тоа, ако гледаш, знам кај живееш. Еламбичо да ни дојде во емисија. И што беше најако, дури зборавме за тие навреди оволна, беше со една госпоѓа што хейташе на еден рил. Јас му вратив културно, видов дека има многу убави слики, сликани од неа, се занимаваше со уметност. Му напишав, ми се допаѓа вашата уметност. Та па нешто ме навреди, јас не му вратив ништо и после ме заследи. И после почна позитивно да гледа. Веројатно од кога виде дека не е тоа дебелата со друштвото, ти многу грешно го сватија тој рил, ама не можем сега да објаснувам. Не е битно, не можеш секојаш се на сите да му погодиш. Не е ни битно. Муабетот ми е што сега ми имаш искоментирано на сторито со конец. Сакам италијанец да пробам. Му напишав бујрум во Битола, ќе те однесиме на италијанец. Ќе снимиме и во емисија, зошто да не? Гледам патувала по свето со незината уметност, по настани, по ова, по она. И тоа ми е убав момент кај што хейтер ќе го преобратиш да ти дојди да ти биди са луѓето судат пред време. Изгледа нештото, види неколку епизоди, да. Исто и со книга, прочитай, го не можеш да отвориш книга да речеш мене не ми се бендисва, си прочитал 2-3 пасуси, да. Дај му шанса, прочитай 2-30 страни, ќе видиш. Хейтот е голема работа, расширена работа, јас бев хейтер, се преобратив од хейтер и многу е поубаво да знаете да не сте хейтери. Затоа што ќе научиме поќе да ги цениме и луѓето и да не ги судиме на прв поглед. Оти ние сме биле безобразни и ќе бидиме безобразни, брат, не можеме да не бидиме ко тоа сме го правеле поќе време, ме разбираш, тоа е дел од нас и знаеме и да искоросваме, и да спичкосваме и да искористиме некои тешки. Са безобразни, тоа е нераскинлив дел од животот, бе, човек. Да. Не може ти македонец да те суди дали си безобразен или не, ко ние за добро утро пцуеме. Да. Значи, како имаше едно многу јако како балканците изкажуват љубов. Шуба си пичка ти матер, не знам. Абе види го како манекене да му ебам селски и така натаму. Со навреда, со вреѓање, со пцуење прво ние љубов покажуваме. Милост и љубов. Милост, да. Така да мора да... Значи, баба еднаше баба, не вика на баба сонцето, на баба златото, на баба курето, прво викат прво бабите. Да. И се знаеш што е на Балканот не функционира тоа. Ама неш како се на Балканот безобразен, it's not working. Изгледа и некое
изгледај некое стендап странско, американско или било какво. Ако навреда било дебелата во друштвото, што е факт, тоа што го кажав, пак керчам грешно го сватија, тие луѓе што изхейтаја таму, што ми напишаа секакви навреди, тие значи ако видат што прават другите стендап комичари во светот, со што текст, со што материјал настапуваат, значи јас сум за нив, ништо, маче ангорче сум јас за нив. Точно, разбираш, ама зато луѓето судат и ценат без малце пошироко да ги гледат работи. Аме човек што е прошетен, што има видено поиќе, имаше и чупина и жени што пише да јас сум дебелката, така е. Ме разбираш, и такви имаш. Јас сум дебелата во друштвото. Па ти дозволив да го снимиш тоа. Си дебелата во друштвото. Море оставаме едно време ти пази да дебелиш, направи. Кога ти убав живото се дебелиш, кога не ти се сушиш. Са ти размисли каков ти е живот. Абе ја стомак пушти и види колков стомак имам пуштено. Ми си пушта пополека, стомак, прадалници. Да ми е паце направен, извини вака што ќе ти речам, летово да почнеш малце да го мрдаш поќе газот. Мили Паца Марков. Само со југото на мачање уди, сегде со тој југото. Не се смеј. Ко паце ти направен. Дебелен сум? Дебелен си, да. Треба малце. А оти то негативно е, што го збораш сега, ете сакате судиме тука, ние дебелите на телевизија. Па негативно е ти Софичото, А како тогаш дебелата во друштвото е позитивен рил за тебе, кога е негативно ти ми се здебели. Ама дебелата во друштвото во рило друго се кажува, дека таа е полна со самодоверба и дека па, човеко се полни моментално со самодоверба, види го, во двете тртки полне самодоверба. Глупости колку си контрадикторен. Самодовербата треба во тртки да се собира, така? Не може во глата да се собира. Ти си одамна таков за тебе, нема што да дебатираш. Па јас имам самодоверба од секогаш во себе. Да, ти си фул со самодоверба. Јас сум онака си го имам прифатено факт од не знам од некое 7-8 оделение, дека јас сум грдо дете, а грдо дете среќа носи. Секогаш сум среќен и сум прифатен таков каков што сум. Јас сум те прифатил. Имам самодоверба и слаб да сум, ама јас се сакам премногу. За себе си сум преубав. Вистина? Да, секогаш. Кога идеш кафење на огледало. Дуле, човек кумба. не се ни гледам на огледало. Тоа е на јубото. Абе не е зашто една. Затоа што не од што се плачам од себе си, неќам да се видам, едноставно си викам како и да излезам сум окей, значи имам некоја коса направена, види ме. Ама така уботи стој тебе, јас ако јас там коса да ги видам. Оти така ме имаш прифатено. И јас тебе цел живот да те гледам со ненаправена коса, ќе ти викам дуле преуба ти е така тебе косата. А сега уба ми е мака ти тебе дуле преуба ти е душата, косата е само моден додаток. Леле, фала. Значи јас како и да ја правам косата, ако не ми е душата уба... Зато душан се викам јас. Поти душата ми е преуба. Па ете така, то сакам да ти кажам. Душо моја душана. Оти ги колку сите имат некој стил, се дотерват во парламентот и сето тоа. И кога ќе излези, кога речеш види му го сурато, не можам да го гледам. Тој таков човек е карактерно. Колку сага нека носи костими, скапи сато и не знам што. Тоа е тоа, брат. Ајде на аплауз. Јас мислам се да направиме една пауза и да се вратиме во студиото. Пауза ќе правиме? Имате 30 минути. Да, па добра, една пауза ќе направиме уште завршваме со Оти ми почна пополека, забегва, излегва се привраќа. Да, почна да бега на надвор. И после паузата за реклами, ете си се вративме назад. Нормално за сите паузи ги чекавме за да испушиме по некоја цигара и да късниме малце од софрата што ни беше од Филипче донесена. Па вака ко за крај сега да ја затвориме кумбе емисијата, мислам да пуштиме прво еден апел за спонзори, за да ни се олесни малце работата. Да. И тие што гледат, што познават луѓе, што би можеле да бидат спонзори, убаво да го расшират. Да, заради тоа што нашиот во емисијата има повеќе начини на кои што може да се изрекламират. Слободно нека не контактират, ние отворени сме, враќаме на пораки, телефони јавно не даваме од X причини.
може да не контактираат, ќе се договориме за се што треба, не е никаков проблем. Ние веќе почнавме со рекламчина. Ете да речам, со конецот си почнавме Да. рекламче, имаме и еден поп-ап во емисија со Балкан Парсел, така да мислам дека за втората сезона ќе тргне и таа И Филип работа. исто. Филип Кетеринг, точно. Daily Press of Macedonија. Голем поздрав до сите, сакам искрено да ги поздравам и да му се заблагодарам, затоа што најше еден ветар во грб беа и тие. И се надевам дека ќе продолжиме И и секој вид понатаму. на соработка е убав. Се Да. онака и ситниците за нас се многу. А што може да очекуваат во втора сезона? Кратко и јасно, кумбе? Па, Кумбе јас пички, нешто такви работи, клец, мец, джензи, мензи, Поќе- millennial. поќе забава, јас мислам. Поќе се забавуваме, многу бевме преофицијални. Добро. Зато викаме експериментално. Да, Да видиме што врви, што не врви. точно. И се надевам ќе има поинтересни теми, тематски, се сакаш подобри емисии. И се тематски. Да. Ми е криво што Кико Да има не е, дебата. не е тука да си го поздравиме. Кики со помин да Кеф ти е. му Пак ќе речиме со помин да му е, ама од година ќе види подруго. Бе, многу родители станаја, Јоцо, Кико, ајде па и наважи глај се, кој си сака, кој си не со ред да биди се. Со Мими, ред. еве во емисија, летчето да не речи и во емисија ќе даме еден апел да се жениш. Па сега видете вие женски Ќе имаш доживотно спонзорство од Виолета Марковска. Да, питулици, леле, убајна. Или она беше многу убаво манџата компири која. Манџата компири. Манџата компири не можам да ја заборам од летчето. И сега, пошто ќе ја привршваме емисијата, морам да кажам дека после емисија ќе си седниме да си се опуштиме малце. Така ни е адетот, после секоја емисија се опуштаме. Subscribe на нашиот канал на YouTube. Like, follow, се што следи, што ви рекле без пари е, ако се сабскрајбните, не е со пари, нема да ви земи никакви пари. Тука сме, ние снимаме и рилој, поќе од вас може знат, ни ги следите. И општо се отворени сме за секаква соработка. Да, секаква Луѓе плюс ако сакат да се приклучат на било каков начин да ни поможат да влезат во тимот, да и така натаму, секој е добре дојде. Секој што стварно сака да работи, што му е кеф, мислам, Да. не отвараме работно место, да не сватите погрешно. Да, немаме. Туку едноставно кој сака Немаме да оглас за работа, имаме апел за дружба и за придонес. Да, Ништо да. поќе, затоа што и ние ова го работиме со сопствени средства, колку што можеме вложуваме, колку што не можеме не вложуваме, ама сето тоа ќе се среди. И сега ти кажам право, би сакал да ја завршиме емисијата и да си направиме едно и се сториче. гледаме в година. В година ќе се гледаме со емисија, ама до тогаш со рило ќе се Година, гледа. иста година е. Туку да, Од наесен. Да, немој такви стреси да ми правиш секој Од ќе чека до наесен. година. И гледајте не, гледајте Мими Југо, гледајте Брчиме со Дуле, ние соработваме со Мими, така да се изразам, соработваме со Мими. Нонстоп сме со Мими заедно, значи ќе не гледате и почесто на рилоите што ги правиме заеднички. Стварно е клоша. Што сме- Ме клава на крупен кога се чешам, како зина. Да, така ти Да. правам. А што се чеше? А цел живот работи во телевизија и знаеш што треба да одбегне. А кај се зачеше ти? За мадлаци се зачеше? Не бе очите, брат, видиме. очите. Јас Не реков, ме отеп алергијата. јас реков мадлаците ги. Од цвеќето зад мене. Цвеќето зад тебе, арно ме подсети вода да му турам, ти на кемата па му го исушив. 100 пати ми рече да му турам вода. Ама не ми е со турање вода мене. Зашо ти? Со друго води. Не со турање вода, ме разбираш. И не се меша ти одрежи од таму сега. Јас ти викам, тоа е дупи работата. Тој ја дупи работа, Ние сме преге не шива. пресериозни. Изгледа дека му реков за женење, сега сака да ми врати. Ајде, давај, Јас? да. Што Јас да? кажав се што имав да кажам. Да не гледа, да спонзори се, најлюба, најнеу. Кумбата е на крупа. Јас би рекол, здрави, живи, сите, и ќе видиме од септември што ќе биде. Ништо не најавувам, оти
мозок е страшна работа, вака може и да се превртат едно 5, 6, 10 идеи да се сменат. Може ќе ме Работите, мани тротинет, не ќе можам да снимам. па ќе те слегваме некако во инвалидска овде некако, ќе те паркираме во шофер. како мотор како што возат по широк, тога може да ме мани. Ма толку сум малеба ќе заварам мрачната да ти ја кренам, тука ќе замениш на средина. Не, ќе видиме што ќе биде нешто интересно дефинитивно. Научивме многу од грешките, значи многу видовме пропусти и така натаму. Не, за некој ни кажа и гледачите, за некој си сетивме самите и прво пред се ќе гледаме да биде технички постабилна и внатре. Студивцето апгрейдирано. Да, Со дефинитивно. фотелјом. Дефинитивно. Извини, Кико пак сарбизми користам, могу да ме изгори силен. Кумба и заврши. И тоа е тоа, гледајте не и Помело тебе. Помело ТВ. Чао.